Добро вечер, почитувани гледачи, ја следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание на Јокламата. Овој пат еден интересен разговор со уште поинтересен гостин, ке зборуваме за спортот и ке зборуваме за фудбалот. Меѓутоа фудбалот виден преку очите, меѓутоа и ниспишаните дела на мојот денешен гостин Димче Стојковски, инаку познат како Лепи. Ке зборуваме за фудбалот, ке зборуваме, како што кажав, за неговите пишани дела во врска со овој спорт. Меѓутоа, ајде со ред да започнеме, да му посакаме добро вечер и добре ми дојдовте во ТВМ телевизија и во Јокламата. Малку поразлично издание од оние утрински, меѓутоа муабетот е ист. Малку проширен и надграден. Добре ве најдов. Добре? Па, пријатно сум расположен. Со оглед на тоа, може да ви викам Чичко Димче? Може секако. Со оглед на тоа дека ќе зборуваме за спортот и за фудбалот, се сеќавате на првата топка фудбалска, што ја имавте? Првата топка беше во моето родно место, село Белчишча. Ние топките ги правевме од сончоглед, срцевината во сончогледот. Од она од цветон? Не, од стаблоно, внатре срце имат. Така? И кога сончогледот ќе застарит, срцевината е мека. Добро. И ја правевме така, вака, и ја врзевме со конци од пиперките. И кога ќе ја удреше вака, скокаше многу. Тоа бе првите почетоци. После почнаа да носат топчина од сунгер, овие што беа на печалба едно друго. Така. И на крајот 55-та, 56-та имаше топки, се вика со шнирање. Шиени нешто? Не, каде што се внесуваат на трешното, бабулина, како се викаме, тука беа со не беа ко денеска што семе, јутоа тогаш со од кожа. Од кожа, Од кожа се врзеше, како кондури што ги врзе. И најголемо разочарување беше кој ќе удревме, поготово бос игравме повеќе пати, на тоа место и веќе многу болеше. Тоа беше јако. Тврдо место. Прв надпревар? И прва радост или разочарување? Или видите, јас нерешено беше, се сеќавате? Не, за надпревари игра во Богданци 57-58 година за градинарското училиште против Вардарскиот Богданци. Добро. Меѓутоа, да бидам искрен, губевме со голема разлика, тие беа професионалци, игра во Македонска лига, во Тиквешкиот регион и така натака. Така. Сем фудбалот во животот ваш, некој друг спорт? Јас бе во економското училиште. Таму беше професор покојниот Александар Леко Радич. Добро. И на физичко тој бираше играчи за да играат во Галеб. А после постоеше Галеб 2, ние ко помлади не земаше таму да играме и јас играв во Галеб 2. Така. Игравме во Галеб 2 околу 60-61 година. Имам фотографија со тогаш. Едната фотографија од полигонот за мали спортови, другата пред Палас. Ќе кажам нешто за полигонот, кој што спомнав. По част на физичка култура, ние работевме на уредување на полигонот. Тоа би беше задача. Тоа беше 59-та година, се сеќавам на 15 март 59-та година, веќе завршевме. И 60-та година се асфалтира тој дел, кај што е Европа, сите го знаат полигонот за мали спортови. И почна да се надпреваруваат екипи од предпријатијата. После се формираја турнири. Имаше турнир Палас Турис. После доаѓа екипи од Србија да турнири во кошарка. Фудбалски надпревари колку ми сакаш? Имаше, се надпреварувавме, добро беше и тука неколку фудбалери излегоа
и така да тие фудбалери добија и стипендија и вработување како добри фудбалери за Охрид. Тоа беше. Со оглед на тоа дека години после овие настани кои што ги опишувате, напишавте и неколку книги за спортот, конкретно за фудбалот. Пишувавте ли некаде, фаќавте ли некаде прибелешки, си забележувавте некаде тие сите информации, настани, со оглед на тоа што голем број информации има, ето во последната книга за фудбалскиот сојуз, имате детални надпревари со резултати со сите нишани, што би рекле народски. Фаќавте уште тогаш некакви прибелешки? Јас имам тетрадки, може секој еден да дојде да ги видите, каде што пишував резултати, настани, поготово што сме суделе надпревари, која дата, колку резултат, кој со кого играл. И имам доста таков материјал. И тој материјал ми помогна вака и поготово со фотографите. Јас, кога ќе играв некаде или нашата екипа, имаше фотографии во Охрид и ги молев да дојдет да сликат. И јас секогаш земав да си имаш една фотографија за вас да има. И за Охрид имаше сликар еден Коста Андоновски се викаше. Тој на секој надпревар беше на Грашница. И ги сликаше и надпреварот, акции, све сликаше. Така да можам да се пофалам со луѓе кои што ми ги дадоа фотографите. Ќе ви кажам е случај со магистар покојниот Васил Малески. Тој беше секретар во ФК Охрид. Така? И сите ми веле Васил има, и ја еден ден се решив, ојдов таму. И ми рече отворено, сликиве тебе не да ги давам. Знаеш беше кога се? Ќе ми донесиш човек од Охрид. А ја бев човек од Металец и Застава. Односите ни беа. Ме разбирате? И јас му го донесов Владко Димовски од Охрид. Мета Владко Димовски не се заинтересира и за жал 2005 година, кога баш ми беа потребни сликиве, почина магистар Васил Малески, но неговата ќерка случајно ме сретна кај Чинарот. Така? И ми вика, јас сум та и та од тој и тој. Реков, уште убава прилика, дали ќе ми ги дајте фотографите, бидејќи со вашиот татко ја разговарав. Така. Вака ми рече. Да ја прашам, рече мајка ми и ќе ти кажам. Ја прашам мајка е и јас појдов таму и ми ги дадоа сите фотографии. Така. И ја од тие фотографии одбрав кои што беа поубави. После ми даде и Ѓоко Алексовски играше за Охрид. И тој 26 фотографии тој ми даде. Така. Од надпревари, од други, од... Ќерка му на Васил ми даде 20. После ми даде Боро Шаин, Љупчо Николовски, Спасе Тасески и други. Така. Од овие книги кои што се посветени на фудбалов, кои што ги имате напишано, напишавте пред известно време, напишавте книга за првиот Охридски фудбалски клуб. Од 21 година беше? Од 21 година. Кај ги најдовте информациите? Видите вака. Излегуваше еден весник во Охрид, информатор, мислам се викаше, не сум сигурен. Така? И ми дојде прирака и во него имаше интервју со доктор, се извинувам да прочитам овде. Може слободно. Зашто не може да ги памтам сите, да грешам, не друго. Доктор Атанас Војдановски. Атанас Војдановски играл 24-25 година за Охрид. И тој ни раскажа дека од 21 година, 1921 година, војниците кои што биле од Франција на боиштето во тој светски рат, така, во Грција, биле стационирани кај Хотел Парк. И си играле тука фудбал, си почна. И дел биле имало и во Светинаум.
Таму оделе младиве деца со капење си, знаете дека децата и војниците секогаш се сакаат меѓусебно и му е дали и на деца да ја удрат и му кажале на родителите кадат и така и тие му оставиле тука една топка да играт, а се кажува дека тие ја донесле топката и тога се формира Осака, Охридски спортски клуб. Така. Има и супер фотографија. Има фотографија од првиот тука сој, кај што играл и господинот доктор Војдан Анастас Војдановски. Анастас Војдановски. Десен халф бил. Се пише тука Топалче, едно до кој сите кои биле и Лев халф, десен бек, лев бек, Джавита Голи, Војо Христич, Чутра, Коцарев Владо, Серафим Грубчев, Милосављевиќ Драголјуб, Буши Ќазо. И тој доктор беше. Да, Селим и Ќазим им бил голман. Да. Интересна работа. Па тоа Свети Климент фудбалски клуб 28-та Имаше Свети година. Климент, Свети Ѓоргија, имаше доста клубови, затоа ви реков, имат ето фотографии, имат поќе. Така. Била ли љубовта кон фудбалов најсилна во споредба со другиве спортови? Ви заинтересирали другиве спортови, развојов, да ги следите, како што, ето, детално го следите фудбалот? Не, да бидам искрен, не. Бидејќи јас малце игра во Галеб 2, тука беа Боро Маленко, Точко, после тие се префрља во Галеб 1, каде што бранеше Првуловиќ, се играше на терен на гимназија, пред гимназија со графичар од Скопје, се играше на плоштад, првенствениот превари, после се играше на полигонот за мали спортови, каде што навистина имаше публика. После се оформи уште еден клуб Работник. Така? Тој беше од учениците од училиштето за стопанство, што учеа во основното училиште Братство. И тогаш игравме ние од економско училиште посебна екипа, интернат посебна екипа, Работник посебна екипа, економското училиште ние кај што игравме го освоивме второто место. Овај се извинувам, ние првото место го освоивме, Работник го освои второто место. Тогаш беше директор Крсте Костовски и тој беше многу заљубен во ракометот. Ние, пошто немавме средства, училиштето се одлучи да му го дај првото место на Работник. И Работник известно време играше тука со учениците Балјуковски и така натака. Напишавте книга за фудбалот, напишавте книга за судиите, за фудбалскиот сојуз. Меѓутоа ми бевте и гостин во утринската, меѓутоа не ве прашав за публиката и за интересот. И за тоа колку охриѓани има навика, па и стружани, ево претпоставувам, па и од другиве општини околу нас, што се колку има навика да дојдат и да ги следат фудбалскиве надпревари и каква беше атмосферата? Видите, тогаш можам да кажам слободно, вработеноста беше поголема. И работникот чекаше да дојде сабота и недела да одат на надпревар. Постоја дерби помеѓу селските екипи, потоа големо дерби беше помеѓу Караорман и Охрид. Така? Тоа било уште од 1924 година. Уште тогаш антагонизам. Да, кога Охрид и ривалство. Кога Охрид оди победа од Охрид 24 година оди по Струга да играат и пошто во книгите пишуваат во 36-та минута Охрид дават еден гол и тога се разиграле стружани и охријани го напушиле теренот со оправдување дека била груба едно друго и есента пак играат истите екипи, меѓутоа сега реванш во Охрид. Така? И Караорман Црн Дрим губи со 3:2. И тој интерес беше, па да речам, јас знам и до 80-та година скоро. Тоа имаше публикава одеше со бродој. Јас имав една фотографија, меѓутоа не знам кој ми е побара, му е дадов и ја немам. И личности тука кои што навистина има волја за фудбалот, со бродот како одат за Струга. Само за да го гледате. Да гледате. Се качува една грашница кој игра, имаше
дрва покрај граштица, имаше балкони, покрај тој и тие беа полни со публика. Така. Ајде да направиме една пауза, да видиме малку реклами и да се враќаме повторно во студиото и ќе си продолжиме со муабетот, одиме почитувани гледачи се една кратка пауза сега и блок реклами. Ете, почитувани гледачи, после кратката пауза за реклами, се враќаме повторно во студиото и со Јокламата продолжуваме и со разговорот со мојот гостин Димче Стојковски Лепи, истакнат спортски работник во нашиот град и слободно можам да кажам виден хроничар на фудбалот во периодот кој што е зад нас. Ме интересира, имаше еден фудбалски надпревар кој што се раскажува со години од генерации на генерации. Не знам конкретно, не сум упатен точно во која лига, дали беше некој од клубовиве од селава, со не знам колку таму погодоци. Имало многу. Имате податок за што станува збор? Како не? Тој надпревар е во книгата за 30 години на ОФС опишан све како што бил. Тој се играл на 24.6.1979 година. Тогаш се одигра два надпревара, бидејќи се бараше првак на Општинскиот фудбалски сојуз и тоа беше 15-то последно коло по летниот дел, да заврши првенството. Се постигна 134:1 према кажувањето на публиката, делегатот и други, меѓутоа нигде не е напишано во записникот, јас го имам записникот, кој колку голови дал. Само бројот на головите е запишан и тоа е тоа? 134:1 и ништо повеќе. И после се зборуваше, овој дал 46, Наум дал 46 голови, со младост играе од Вапила. Така. Сега да видам овдека по-конкретен. Белчиша играше во Долно Лакочаре со Градинар. Добро. Сега како тука правиме еден баланс, Велгоши беше во предност, бидејќи играше со послаба екипа, многу послаба, која беше за отпаѓање. Додека Дебарц од Белчиша во Лакочаре играше со појак противник. И морален победник за првото место е Велгоши. Велгошани требаше да го сотпан. Меѓутоа, тие 134:1, а додека во Лакочаре беше 0,88 голови, некој надпревар Силјановски Злати имат постигнат 20 голови и добивме писмо, ја бев тогаш председател на судиската организација, да се преземат мерки. Така. А ја пред некој ден ги имам копија од писмата, пушив 2 писма, едно во вечер, едно во Нова Македонија. Ги објаснав работите, ги објаснав како луѓето манипулира со некои резултати, дека Сатеска играле со Дебарца, па службен резултат ова она, тоа не беше така. Управниот одбор на Општинскиот фудбалски сојуз завзеде став да се прво суспендираат овие 4 екипи, како и делегатите и фудбалските суди. Мето искрен да бидам, јас сум бев судија тогаш, во тој момент ни во Лакочаре, ни во Велгоши можеше да се прекини тој надпревар. Бидејќи постоеше таков амбиент, на влезот во Велгоши имало трактори, како се кажуваат, се барало по 100 денари, од кај си, што си, после се научило дека
Некои го кажуваат резултатот бил во бороите скриен со Приказни Се или знае- урбани легенди или вистина? се знаат кои луѓе се, Аха, кога го научиле дека тој кажи резултати, после се наоѓате на лице со возило 1300 црвено, одит на релација Велгоши Лакочереј. Така. Меѓутоа не може тоа така да се стори и се запиша тој резултат, меѓутоа многу ми накажуваат дека бил во Гинис, ја неам сретнато, бидејќи резултатот во Гинис е признат до 36 голови. така. Така да ако топкава влезит во голот, се земит се однеси на центар, сите играчи од противничката екипа одат на својата страна. Временски е физички Временски невозможно. околу 36 голови. Затоа јас велам дека не е пишано во Физички е невозможно. Не може. Така. Направивме муабет на самиот почеток од емисијата за топките, за првата топка на која што се сеќавате. Меѓутоа во тој период кога ето заживувал фудбалот во Охрид и во кој сте били и активно вклучени, што е со другава опрема? Патики, копачки, имаше, немаше, носе од негде од надвор или се играше во кој што имаше дома? Јас кога дојдов во Охрид, прво заиграв за металец од металната индустрија Братство. Аха. И управата наша ојде во Струга. Се сеќам ко денеска, ги порача копачките во Струга и му беа направени. Така. Имаше опрема тога, се купуваше од авде од анде. Бевме опремени. После заигра, после се формира застава 69-70, на прервачка 69-70. Металец немаше средства. А сега подобар клуб се појави и застава, Херото за Драговиќ, Така. го финансираше фирмата. И тој за краток век беше. Што значи дека екипите имаа опрема. Така. Додека по населените места по селата беа послабо опремени Како се снашал? и како имаше патики, опинци, пиротски или било како. Јас во книгава, не знам дали имате приметено, имам веќе 58 година, кај што играат Велгоши и Љубаниша со каква опрема, ќе видите каква е таа стара слика, значи како се играло тогаш. Како во тој период се играло и меѓутоа претпоставувам дека забавата и уживањето и радоста и целата таа атмосфера тешко дека сега може да се достигне. Јас ги имам во страница 2 напишано прво како се играло. Се играше и боси. На срецело ќе се клаја два камења и се играше затоа тука. ве болели нозете кога ќе удрите на тој дел од топката. Се играше со пантолан издола, пиджами, така да речам, беа ќе се завитка вака и со волја се играше. Никој не се срамеше од тоа. Боси, некој со чорапи, ќе се искине чорапите, бегај дома и така, што значи тој период сега е голема разлика, сега имат опрема, милина да ти да играш. Кој фудбал уживате да го гледате? Правам муабет за овие однадвор. Сакате германскиот, англискиот, шпанскиот? Видите, јас навијам за Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед. Меѓутоа и другите ги гледам, али не да речеме од почеток до краја. За овие, значи, и кога да е, сакам да гледам како и други симпатизери што се така. Меѓутоа, искрен да бидам, многу ми е непријатно што се воведе продолжување на времето. Например, изгубено време, едно друго, 3-4 минути. Ако се направите на анализа, ќе се види дека во тие 3-4 минути се случуваат многу некои екипи да победат или да изгубат по тоа време. И што значи овие што играат на спортска, многу тука губат. Сте биле во обложувалница? Не. Никогаш? До се никогаш не сум играл, не. Така. Немате желба? Желба имам, меѓутоа немам поверење. Аха. Тоа е. Така. Ето, и самите кажавте предходно. Тоа е. Се случува, влегоја и обложувалниците влегоа во спортските клубови. Па тоа е изгледа.
се врти околу пари. Какви се реакциите на сограѓаниве на сите оние кои што се спомнати, на сите оние кои што знаат дека се спомнати во книгите ваши, меѓутоа и на сите оние кои што не знаат? Па ќе се видат, па некој ќе им каже. Видите, јас испратив 160 покани, по име и презиме. Првите председатели кои што се живи, првиот управен одбор, председатели сегашни екипи да бидат присутни на промоцијата. И кого ќе го сретнев му бара фотографија за оваа монографија. Така, некој да не останал, да не му останал некаков материјал. Сега, некој ќе рече е појќе во книгиве, во книгава, со фотографија. Така. Сега, јас позади на монографијава напишав зашто ето така. Бијќи, например, јас немам слика, фотографија моја. Така. Вие имате. Ама вие имате уште од други двајца, тројца. И јас сега тие тројца, вие ќе бидете кај сите тројца. Така. И ќе бидете вие 3 пати, тој еднаш. Тој еднаш. Нема. Меѓутоа, тоа е поубаво вие да сте 3 пати, некој да не е во фотографијата и што нема слика. Што значеше да се биде во тоа време фудбалски судија? Видите, имавме... Колку беше лесно, колку беше тешко да се стане прво и потоа што значеше? Видите, многу имавме поштовање. Кој ќе појдевме некаде, поготово младиве децава, се врте околу нас, да не гледат, мислеа кои сме, што сме во населениве места. Така. Јас цела Македонија скоро имам судено. Одевме Валандово, Струмица, каде не, и ќе одевме да ручаме, пример. На далечина од нас имаше деца кои што гледа, се интересира. После имавме тогаш опрема, некој денеска навистина е шаренило на судиската опрема. Јас можда сум од постарите, не од постарите, од најстарите, ние имаме црна облека. Толку. Со овдека белова јакна, штуцните едно друго, милинати. Денеска разни. Да го познаш во играчи. Разни има, шарени и вакви, такви. Имавме авторитет, голем авторитет имавме. Се сеќавате на не на првиот надпревар кој што сте го судели, меѓутоа на некој поважен надпревар, кај што бил притисокот поголем, кај што била одговорноста поголема, или тоа важише за сите надпревари подеднак? Не. Во 1970 година, на 5 септември, се формира Општинскиот фудбалски сојуз во Струга. И јас бев меѓу повозрастните. И ме поставија да судам во регионот. Така. Во Кичево. Кичево напредок играше и борец од Велес. А со мене беа Трајче Кузмановски Камчето Докрит и Ристе Негриевски од Струга. Так. Сега двајца на покојни. И ми вели Ристе, ти само во мене полисе. А јас млад. Така. Како да ми рече, не пулисе во мене. Немаш време, све одиш по надпреваров, немаш време да се пулиш. Во другиот. Во судијава, мислам, така, да ти дадат инструкција. Вите направо победи со 2-0. И ја бев многу среќен, што убаво заврши надпреварот. Мислам, го одсудив, али јас знам, се тресев. Зашто се плашиш, може да навлези публика, може да стане инцидент, едно друго, а се работеше за прво место и се викам јас, како мене сега овде ме пушија. Така, млад судија да... Млад. Ми викат, те пушивме тебе, ма те пушивме двајца одлични, рече, поготово Трајче Камчето е прв во Македонија помошник. Така. Пред неколку години бевте прогласени за најдобар спортски работник, минатата година ја добивте на Општинскава награда за животно дело во областа на спортот. Колкава е сатисфакцијата, што значи за вас? Јас сум многу благодарен
пред се што јас лично, верували или не, никому не му ни реков да како некој што вршеа петисоци. Кога мене ми кажа да бидам на состанокот на прославата и на друго, ја бе многу изненаден, пријатно изненаден. Тоа е награда. Кога не знаеш, кога не очекуваш, кога... Да. А не да вршиш притисоци преку еден, преку други, да ти да, тоа не е. Оваа книга, која што неодамна имаше промоцијата за 40-те години за историјата на фудбалскиот спорт во Охрид, ќе го завршите овај циклус или планирате нешто друго да пишувате? Спремате нешто друго? Јас со овие 40 години, со ова монографија, мислам да не пишувам повеќе за спортот, бидејќи треба многу напор, снага, ќе оставам на младите. Тоа го кажав и на промоцијата. И покрај тоа што тие сите што зборува, вика Чичко Димче, нема да престанеш, ќе продолжиш, ќе те поддржиме ова она. Меѓутоа не. Едино реков една автобиографија ќе напишам, и ако може да успеам, сиве материјали да ги соберам во едно DVD, да поканам и оние што биле на промоција, на фудбал, на сегде да бидат присутни за 80-тиот роден ден. Така. Мене ми останува да ви се заблагодарам за учеството во емисијава, да ви посакам успех на приватен, на професионален план и да ви се заблагодарам во моје име, во име на куќава и секако во име на Охриѓани, што ето, одвоивте од вашето време малку да му оставите на Охрид нешто што ќе му значи и што ќе трае за генерациите кои што доаѓаат, ето ќе се сеќаваат како бил фудбалот и што значил фудбалот за Охрид и за Охриѓани, па и за регионов, за граѓаните. Јас сум многу благодарен на граѓаните на Охрид. Поготово со ова вашево што го кажавте овие денови и другиве телевизии, О2 и гледале ова емисија и каш ке ме стретнет, ми заблагодаруват и ме поддржават да и понатака продолжам. Ја им благодарам, меѓутоа велам, нека се најде сега некој млад, што имам јас материјал, што не е употребен, да се употребит понатака, да се пишуват, јас доста 9 монографии напишав, од кои 5 за фудбалот, што мислам дека голем дел од случувањето во Охрид се напишани во моите дела. Ви благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и сакувам убава вечер. Останете со програмата на ТВМ телевизија.